Министерството за правда уште ги крие членовите на работната група која ги пишувала измените во кривичниот законник, кои на брза лента го поминаа собранискиот филтер. На прашањето на Алфа кои правници, адвокати и обвинители ги пишувале законските измени, кои беа повеќе од спорни за јавноста, а со кои се намалуваат затворските казни за најтешките форми на корупција, PR службата во правда не упати информациите да ги бараме од заменик министерката Викторија Аврамовска-Мадич. Алфа и дотаму ги постави истите прашања, но досега одговор од Аврамовска-Мадич нема. Онлайн платформата Само прашај со барање за информации од јавен карактер го добиле составот на работната група која според заменик министерката го пишувала текстот за измените. Дел од членовите кои ги контактирала онлайн платформата демантирале дека работеле на веќе донесените законски измени. Како председател е наведен Владо Камбовски кој за медиумот вели дека не бил ни консултиран за измените кои се донесоа. Категорично тврдам дека оваа работна група што ја предводам не ги подготвила измените. Тие од нашиот нацрт за новиот кривичен законник, кој што е при крај до крајот на месецов ќе го предадеме на Министерството за правда, кои имаат земен оддел за еколошки криминал. Останатото е нивно, како на пример проширувањето на конфискацијата каде што имаат направено дури и грешка. Камбовски е дециден дека предлогот што го дава работната група не ги содржи веќе донесените законски измени, а истото за Алфа го потврдуваат и главниот обвинител на Скопското обвинителство Гаврил Бувевски и екс-шефицата на обвинителството за организиран криминал Вилма Русковска, кои се дел од работната група. Немаме никаква врска со измените на кривичниот законник. Нашата работна група нема ни мандат за подготовка на такви измени. Нашиот мандат е да го подготвиме новиот кривичен законник. Не. Во тие измени немам учествувано, само во работната група што го спремаше новиот кривичен законник. Многу непријатно изненадија, затоа што предлогот на работната група е сосема поинаков, со истите казни, само сегашниот член 1 никаква корист или никаква штета беше избришен, иначе сите други членови останаа. Претениците во еден ден ги донесоа измените на кривичниот законник со кој се намалува предвидената затворска казна за злоупотреба на службената положба. Опозицијските претеници не дадоа поддршка и според нив ова е обид на владата да ги спаси своите функционери од потенцијално кривично гонење, кога државата е мета на критики за високо ниво на корупција и криминал.